Почитувани присутни, зборот е збор и има вредност само доколку се испочитува. Ветувањето има вредност само доколку се преточи во дело. Нашите ветувања се цврст договор со граѓаните. Во изминатиот период од 2 месеци излеговме со 14 значајни ветувања за младите, за чија реализација работиме. Тие се нашиот фокус и еден од нашите најзначајни приоритети. Секоја инвестиција на државата во младите луѓе е инвестиција во својата иднина, во својот развој и во обезбедувањето на капитал која е трајна вредност која се исплати неколкукратно. Сите мерки и проекти кои ги објавивме во изминатите 2 месеци стануваат реалност. Со нас знаете дека сте на сигурно и дека ние ветеното ќе го реализираме. И ние покажавме дека точно знаеме што ветуваме и колку ветуваме. Одмереноста е одлика на сериозноста со која ние пристапуваме, но и искрениот однос кој го имаме. Нас ни е целта да обезбедиме сигурност и решавање на конкретни проблеми. Затоа говориме и за рокови, говориме за конкретни работи, кои се од корис за оние за кои се наменети. Сакаме на младиот човек да обезбедиме решавање на неговите најкрупни прашања. Па затоа го ветивме и започнавме да го применуваме проектот Купи куќа за млади, кој под исклучително поволни услови, каде во ниту една друга држава во регионот и пошироко не се нудат, се возможува младите до 35 години да си го решат стамбеното прашање и да дојдат до свој дом, до своја куќа. Нас целта ни е понуда на проекти кои реално ќе се искористат. И затоа во 33 општини низ државата веќе отворивме канцеларии во кои граѓаните поблиску ќе можат да се информираат за користите што ги нуди најновиот проект и досега веќе неколку илјади млади луѓе се заинтересира и ги посетија овие канцеларии за да се запознаат со деталите на оваа можност. А продолжуваме да работиме со општините раководени од градоначалниците на ВМРО, ДПМН и коалицијата во насока на стимулирање и понуда на локации за изградба на типски населби со најмалку или повеќе од 100 куќи, каде младите ќе може преку проектот Купи куќа за млади да дојдат до свој дом под исклучително и неповторливо поволни услови. Обезбедивме и работиме на реализација на мерките за студентите. Мерката која ја ветивме за бесплатен превоз за сите редовни студенти од државните универзитети во јавниот градски сообраќај. Секој ден во неделата на сите линии веќе активно се применува. И во првиот месец на примена над 12.500 студенти започнале да ја користат и овој број постојано расте. И можам да сообштам дека само во првите 3 дена од месец февруари овој број се зголеми за нови 1000 студенти и веќе стана вкупно 13.540, кои извадија соодветна документација и го користат бесплатниот превоз. А истиот огромен интерес е и за мерката средношколска среда, со која се обезбедија бесплатни билети за театрите, за музеите, кината и бесплатен превоз на жичарницата на водно за средношколците. Како што ветивме, веќе се предвиде во програмата на Министерството и се направија сите подготвителни активности за мерката со која се обезбеди бесплатно наградно патување за најдобрите студенти на 3 најдобро рангирани универзитети во Република Македонија, кои се пред дипломирање и веќе во мај-јуни оваа година
ќе отпатува првата група студенти на една од трите предвидени дестинации – Париз, Венеција или Барселона. За студентите ветивме и изградба на перални и сушални во 10 државни студентски домови, со што ќе задоволиме една долгогодишна нивна потреба и барање за што започнаа првите планирања и ќе започне со опремување веднаш на почетокот на 2017 година. А исто така започнаа и првите координативни состаноци за реализација на проектот Инвестирај во својата иднина, со кој ќе овозможиме стипендии за постдипломски и докторски студии. Истовремено, работиме и на ветените проекти кои ќе овозможат погодности и ќе се со финансиска и се еден вид финансиска подкрепа на младите. Во таа насока веќе се прават неопходните подготовки за започнување на проектот за бесплатен железнички викенд, кој ќе започне да се применува согласно планираното од наредниот месец. Со ова младите до 27 години ќе имаат можност за добивање на бесплатен повратен билет кој ќе може да го користат во железничкиот сообраќај секоја прва и трета недела од месецот, од петок 12 часот на пладне до понеделник исто така 12 часот на пладне. А воедно, како што и ветивме преходно, се направија подготовките и веќе до крај на овој месец, во последната недела од февруари, ќе биде објавен и огласот за бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади до 29 години и почнувајќи со сето ова, со овој проект од март 2016 година. 2000 млади луѓе ќе бидат вклучени во обуките, и тоа 1000 лица за компјутерски и исто толку за јазични вештини, изучувајќи ги некои од светските јазици кои се најпотребни во моментов на пазарот на труд. Активно се работи во центарот на градот Скопје, на зградата каде ќе биде сместена големата мултифункционална читална во Скопје, со библиотека во неа, како и новото матично кое го ветивме. Во таа насока веќе од оваа сабота за прв пат ќе започне да се користат и новите алтернативни ексклузивни простории на Музеот на македонската борба, каде ќе се случи првата регистрација на брак во просториите на Порта Македонија или во Музеот на македонската борба. Исто така, надлежните институции ги преземаат првичните активности на планирање и координација за реализација на проектот за изградба на 150 мултифункционални баскет игралишта, нов мегапроект со кој младите ќе добијат нов простор и можност за спортување, како и изградба на фитнес зони во најмалку 18 општини во државата, кои ќе започнат да се градат оваа есен. Министерството за култура веќе започна и со планирање на комплексниот процес за комплетно реновирање на читалната, односно читалните и другите простории на Универзитетот библиотека на Университетската национална библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, а Министерството за образование и наука почна со подготвителни активности за отворање и опремување на нови читални во Струмица, Аеродром и Велес. За секој од овие проекти стои детално разработен план, кој ќе се спроведе од надлежните институции, раководени од владата, предводена од ВМРО, ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија. Денес дозволете да објавам нови проекти за младите кои имаат реална и конкретна вредност. Првиот проект е вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии. Значи, автоматско, законско, директно вработување на 100 најдобри студенти на додипломски студии.
Со оваа мерка, најдобрите 100 веднаш по комплетирање на своето образование ќе добијат работа и сигурна екзистенција. Ова е најсилен поттик за оние кои се трудат и инвестираат во своето образование. Со оваа мерка се предвидува најдобрите студенти на додипломски студии од секоја учебна година, кои дипломирале на државните универзитети во Македонија, да бидат вработени во јавната администрација, во акционерските друштва каде државата има доминантна собственост, или пак некоја соодветна на образованието јавна установа. Ке се подготви посебна методологија за рангирање, која ќе се врши согласно просечната оценка во текот на студирањето и тоа ќе има вкупно околу 70% удел во конечното рангирање на студентот. Поседување на меѓународен сертификат за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија, англиски, француски и германски, преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, при што поседувањето на ваков сертификат ќе има удел од вкупно 20% во рангирањето на студентот. Како трет критериум ќе биде брзината на завршување на додипломските студии. Во предвид ќе бидат земени најдобрите студенти од 5 најдобро рангирани државни универзитети. Колку е повисоко рангиран универзитетот, толку повеќе работни места се гарантираат за студентите кои дипломирале на истиот. Па така, секоја година од прво рангираниот универзитет ќе се вработуваат 30 најдобри студенти, второ рангираниот 25 најдобри студенти, трето рангираниот државен универзитет 20 најдобри студенти, четврто рангираниот државен студент 15 најдобри студенти и пето рангираниот државен универзитет 10 најдобри студенти. Во критериумите покрај останатото ќе биде и елементот на тоа колку испити студентот има положено кај професор кој што има повеќе од 2 труда објавени во меѓународни списанија со импакт фактор. За оваа цел ќе се пристапи кон измени и дополнување на Законот за административните службеници, како и други посебни закони и донесување на подзаконските акти во кои ќе се предвидат критериумите за определување на најдобрите студенти. Ова ќе се реализира во заедничка соработка на Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за образование и наука и ќе започне да се применува од август 2017 година. И ќе биде еднаш годишно вршење на селекција. Оваа мега мерка ќе биде сериозен стимул за најдобрите, за најстручните и најспособните студенти кои решиле да се посветат на своето образование, затоа што тоа е најдобриот клуч за успехот во животот на секој поединец и негов најголем капитал. Овие луѓе ќе имаат сигурна и гарантирана екзистенција и ќе може да ја градат својата иднина во Република Македонија. Вториот проект кој ќе го реализираме е проектот наречен Млади амбасадори, со кој на средношколците, кои доколку освојат награда на една од 12 меѓународни научни олимпијади, ќе им се додели стипендија во текот на 12 месеци по освојувањето на наградата. И тоа, за освоен златен медал по 12.000 денари месечно, секој месец во текот на целата година. За освоен сребрен медал 10.000 денари месечно, секој месец во текот на целата година. За освоен бронзен медал 8.000 денари месечно, за секој месец во текот на целата година. Истата награда што ќе ја прима ученикот, ќе ја прима
и наставникот по математика кој што го водел ученикот и го оспособил до тоа ниво да може да освои таква меѓународна награда. Постојат 12 интернационални научни олимпиади кои што се одржуваат на годишно ниво во различни научни области и за успех во секоја од овие олимпиади ќе биде доделена оваа соодветна стипендија. Овие надпреварувања се дизајнирани на тој начин што од секоја држава учествуваат од 4 до 6 средношколци во зависност од форматот на надпреварувањето. Учесниците на овие интернационални научни олимпиади ќе се избрани според остварениот резултат на одржаната национална научна олимпиада во Република Македонија. Исто така, како мотивација и стимулација на учесниците на олимпиадата, на сите средношколци кои ќе успеат да освојат прво, второ, трето место, ќе им биде доделен и вредносен ваучер во висина од 30.000 денари, кој ќе служи за набавка на потребната техничка опрема, а со цел усовршување во областа за која тие се талентирани. Реализацијата на проектот ќе ја спроведе Министерството за образование и наука, а примената на овој проект ќе стапи од октомври оваа година. Третиот проект е изградба на нови скейт паркови во Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово и Куманово. Со овој проект ќе се изградат нови скейт паркови во кои младите кои се занимаваат со екстремни спортови ќе можат да ги развиваат своите вештини, како и нивните врсници во Европа и во светот. Во овие паркови ќе има повеќе рампи за возење и скокалници, кои ќе можат да се користат. Скейт паркот ќе биде изработен со специјална подлога, мазен специјален бетон поради поголема безбедност, водоотпорен мазен неклизачки шперт и дрвена конструкција. Агенцијата за млади и спорт, во соработка со единиците на локалната самоуправа, со општините, ќе започне со градба од наредната 2017 година, откако претходно ќе бидат извршени сите неопходни подготовки. Инаку во градот Скопје беше изграден еден ваков скейт парк и поради огромниот интерес и искористеност се одлучивме за проширување на ваквиот проект и изградба на нови 5 скейт паркови во Штип, Кавадарци, Охрид, Тетово и Куманово. При реализацијата на проектите мощно значење ќе биде отвореноста за соработка на општините. Четвртиот проект е возобновување, повторна изградба на нешто што некогаш постоело. На уникатниот отворен амфитеатар со 9.000 седишта во локалитетот Скупи, во рамките на Скопје. Амфитеатарот, за кој подосна ќе погледнете и анимација, е еден од најзначајните објекти од римскиот период во Македонија и еден од најголемите од овој тип на Балканот и пошироко. Се наоѓа во рамките на археолошкиот локалитет Скупи, прогласен за споменик на културата од прва категорија. Досега во повеќе наврати се вршени сондажи, археолошки истражувања, а во периодот 2013-2015 година се извршени и првите систематски археолошки ископувања. Според некои проценки на научните работници се смета дека амфитеатрот може да прими помеѓу 8 и 10.000 гледачи. Според архитектонското обликување и елементи, како и стилот на мермирните украси, театарот бил изграден во времето на Хадријан, првата половина на вториот век во нашата ера. Тоа е дополнително аргументирано и со историски податоци, односно веројатната посета на самиот
Хадријан во Скупи во периодот помеѓу 121 и 125 година во нашата ера. Остатоците од овој археолошки локалитет за прв пат се откриени некаде во 60-тите години од минатиот век, но досега не биле преземани никакви активности за нивно подвабинско истражување, а уште помалку за реставрирање, односно обнова, односно нова изградба. Целта на проектот, кој ќе се реализира, е целосна реконструкција врз основа на сочуваните архитектонски елементи и преку аналогија со театри кои се блиску до амфитеатарот во Скупи, со што би се овозможило ревитализација на објектот и негова презентација пред пошироката културна јавност преку одржување на културни манифестации со капацитет од 9000 седишта. За оваа цел, веќе Министерството за култура изработи проект, а возобновувањето на отворениот амфитеатар ќе започне во првата половина на месец април оваа година, откако преходно треба успешно да завршат сите тендерски процедури за избор на изведувач на градежните работи, затоа што проектот веќе го завршивме. За оваа цел ќе бидат инвестирани околу 8,5 милиони евра и ова е објект каде што најчесто ќе се собираат млади луѓе, бидејќи најголем дел од културните манифестации во овој отворен амфитеатар ќе бидат музички концерти. Инаку веќе се врши и конзервација на сценската зграда и како трета фаза ќе следува изработка на сценската зграда, односно обнова и на сценската зграда, која ќе биде на иста висина со гледалиштето. И за ова намена во наредните 4 до 5 месеци ќе се изработува проектот, потоа ќе следува избор на изведувач, при што до крајот на оваа година ќе започне изградбата на оваа сценска зграда. Со ова граѓаните, пред се младите во Скопје, но и во цела држава, ќе добијат еден уникатен и исклучително впечатлив објект, кој ќе биде еден вид на туристичка атракција, а ќе може да се користи за различни намени, музички концерти на отворено, мултимедијални манифестации, представи и слично. Овој проект ќе биде единствен од овој карактер во целиот регион, ќе биде збиралиште на млади луѓе кои сакаат забава, музика, култура. За споредба на големината на овој амфитеатар, оној што веќе го имаме во Охрид е со седишта на број 3500. Новиот во Скопје ќе биде со седишта 9000. И ќе биде со големина како што бил во времето кога некогаш бил изграден и постоел. Петиот проект е комплетно реновирање на градската библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Со проектот за реконструкција се предвидува ставање во употреба и на вториот кат од градската библиотека Браќа Миладиновци, кој што долг период е вон функција, што ќе го зголеми капацитетот за над 200 места за користење на библиотеката. На вториот кат ќе бидат во функција и кабини за индивидуално учење и простории за групно учење. Ќе има на располагање и просторија со 10 компјутери. Дополнително, покрај целосната реконструкција на вториот кат, ќе се изврши реконструкција на дел од просториите на првиот кат и нивна пренамена за да добијат студентите подобри услови за учење. За оваа намена, градот Скопје ќе инвестира 300.000 евра, а реконструкцијата ќе започне во јануари 2017 година. Шестиот проект е целосна реконструкција и ставање во функција на офицерскиот дом Битола. Во изминатиот период, токму
околу овој објект се крена големо внимание. И би сакал да истакнам и да е совршено јасно, ние никогаш не би преземале ниту еден чекор со кој би наштетиле на граѓаните. Ниту пак да се затвориме и да не го слушаме нивното мислење. Нивните потреби ни се најважни и затоа ние сме отворени и затоа младите во Битова и сите битолчани ќе добијат репрезентативна и целосно реконструирана зграда на офицерскиот дом. Го слушаме гласот и волјата на битолчани. Тоа се 2000 метри квадратни корисна површина со над 19 метри дворна површина. Министерството за транспорт и врски ќе го препушти на владение на општината Битова, која во соработка со владата ќе изврши целосна реконструкција. По реконструкцијата, битолчани, а пред се младите, ќе добијат зграда која има историска и културна вредност, но и место каде ќе биде сместено новото матично оделение, односно новата матична служба на Битова, односно една репрезентативна сала за регистрација на брачните парови. Покрај ова, ќе преостане и друг голем слободен простор, за кој ќе оставиме самите битолчани да одлучат за што ќе се користи. Што би можело таму да има опции, варијанти, за кои на крајот ќе се произјаснат битолчани за нив или за некои други. Би можело да биде мултимедијална сала за концерти, представи и филмска уметност. Музејска поставка од елинденскиот период и препознатливиот конзулски период во Битова. Туристички информативен центар, инфоцентар и арт-кафе, како и мултимедијален простор за пресконференции, тркалезни маси, ликовни изложби, саеми на занаети и ракотворби. Истовремено, тоа би можело да е адекватен простор за неколку манифестации препознатливи за Битова, како фестивалот Браќа Манаки, Битфест и Интерфест Битова. Простор за алтернативна сцена за млади бендови и театарски представи. Летна сцена за староградска музика или некои други можни идеи. Сепак би нагласил уште еднаш за преостанатиот дел од просториите на офицерскиот дом и начинот на кој ќе се користат, ќе одлучат самите битолчани. Земајќи ја во предвид историската компонента, напастената традиција, архитектонскиот стилски израз и градба од почетокот на 20 век која прави атрактивноста на офицерскиот дом Битова, ова ќе биде чекор со кој битолчани ќе добијат еден одличен и корисен простор. Општината Битова веќе има изработено проект и ќе треба да ги преземе сите неопходни процедури за избор на изведувач и кон крајот на оваа година, односно почетокот на идната година, откако преходно и ќе се усогласи што всушност внатре ќе биде сместено, ќе го изведе проектот и ќе започне со градежен зафат. Почетната инвестиција се проценува на околу 2 милиони евра. Почитувани присутни, овие 6, заедно со преостанатите 14, се вкупно 20 проекти кои ги понудивме за 2 месеци. 20 големи проекти за 2 месеци, за младите, за нивните потреби, за нивната корист и за нивниот интерес. Еден мудар човек рекол, подржете ги младите луѓе, бидејќи тие кои ќе пораснат ќе бидат оние кои што ќе го сменат светот. Секој од вас ја носи таа промена. Секој од вас е индивидуа која одлучува самостојно. Промените во образованието, културата, спортот, може би нема секогаш да донесат брзи резултати, но сум повеќе од сигурен дека тие ќе бидат неминовен процес кој ќе се случува и кој носи нови вредности. Не се обидувајте да станете само успешни личности, туку трудете се да станете личности со вредности, рекол Алберт Ајнштајн.
Вредностите се градат со колективна свест, со поединечен труд, кој е вреднуван и со сестрана подршка која ние како политичка опција ја обезбедуваме и продолжуваме да ја обезбедуваме. Поставуваме стандарди кои се високи, а со тоа сум сосема свесен дека очекувањата на граѓаните се уште поголеми. И со право тоа е така. Граѓаните очекуваат решавање на предизвиците со кои тие се соочуваат и затоа ние сме тука да работиме на нивно надминување. Затоа што секој од вас, секој граѓанин на оваа држава заслужува подобра иднина. Затоа и ние заедно со вас, со граѓаните, ја пишуваме и најголемата и најсеофатната програма со која ќе излеземе на овие избори. Ние нашето време нема да го трошиме на користење на абстрактни поими и применување на гола реторика, што за жал за нашите конкуренти е веројатно главна преокупација и главна одлика. Ние нашето време го користиме за работа и нудење на проекти. Тоа е ВМРО. Работа и проекти и затоа граѓаните не гласаат и не подржуваат во мнозинство. Поради нашите дела, поради нашата работа. Ние не гледаме како може нешто да закочиме или уназадиме, туку како да помогнеме и да унапредиме. Тоа е разликата. Ние и така ќе продолжиме, а јас сум уверен дека граѓаните тоа најдобро знаат да го ценат. Ние, сите ние, немаме друг начин и друг пат од кој Македонија може да оди нанапред. И јас сум сигурен, повеќе од убеден, дека граѓаните на Македонија громогласно, силно и одлучно ќе се одлучат за напредок, затоа што Македонија има иднина. Младите, тие се нашата заедничка иднина. Да се живи заедно.